Секоја зима е тука, на исто место, 80-годишната Штипјанка Косара Димовска, со своите гети и мести, односно волнени чорапи, е уникатна на некој начин. Таа е единствената од некогашните бројни пазарни тезги со овој производ што ги грее купувачите со години наред. За плетењето на местите и гетите Косара тврди: занаете што лесно се совладува, но сега никој не сака да го научи. Плетам преку 10 години. 10. Да. Од кој го научи ова? Од мајка ми, од старите. Многу е важно како вид на волна ќе се употреби за изработка на пар гети или мести. Епа врна, која врнам меката, охше полска. И колку се они? Колку одат? 300 динара. За интересот на купувачите, Косара коментира на овој начин. Не, у Струмица повеќе продавам јас. Тука многу не се интересира? Не, толку не. У Струмица повеќе ги зимат. Во меѓувреме, тмурното време не беше пречка да се набават потребните намирници за наредната недела, особено за престојниот празник Свети Никола. Купувачите со различни коментари за денешниот пазарен петок. Пазаро без пари народо ништо не бива. Празен, ставил 50 динара, што ќе купе со 50 динара? Добро. Добро. Скапо, има и ефтини. Има и за богати. Има и за сиромаси и за богати. Што е за сиромаси, што е за богати? Да. Па се поевтин тоа е за сиромаси. Како прошлиот пат, исто. Што значи тоа? Исто тие цени се држат они. И малку сега поскапје со овие реквизите што треба да бидат за бадник. Диаметрално спротивни мислења имаше и кај пазарџиите. Има, добро, има. Што најмногу купувате? Па што ќе купува сега? Јабучки ќе купува, што ќе купува? Коштанчиња, орашчиња, задечиња, тоа, друго што? Денеска пазарот слаб е, денеска нема многу народ, цените се исти, меѓутоа пари нема. А по кои цени се продаваа одделни производи во 13 часот? Компир 25 денари за килограм, зелка од 15 до 20 денари, моркови од 30 до 40 денари за килограм, цвекло 30, спанаќ 50, тиква 20, јаболка од 30 до 40 и лимон 50 денари за килограм, а мандарина исто 50 денари за килограм.